Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостина заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Господине Макрадули, заврши сезоната на енормно загадување, а со тоа и притисокот на јавноста кон вас како представници на власта. Можеме ли да очекуваме нешто различно до почетокот на следната зима? Точно е. Прво тоа се покажува дека од домашното затоплување бидејќи го нема и се менува климата, немаме сега загадување, освен во само еден ден, например во месец април, тука кај ректоратот, бидејќи од градежни активности и од сообраќај само се надминал тој ден. Но она што е поразлично сега е континуирано работиме на мерки и активности за намалувањето на аерозагадувањето во сегментите кои што се дел од планот за чист воздух. Заради изборите чекаме да помине 5 мај да се распише повикот за инверторите кои што ќе ги инсталираме во повеќе јавни институции, пред се градинки, основни училишта и здравствени домови. Филтрите кои што треба да се набават за заедно со одредени стопански капацитети кои што загадуваат, помалечки комбинати и помалечки стопански објекти, но од друга страна, заедно со универзитетите, со дел од универзитетите во Скопје и во Штип, правиме еден научен пристап на мрежата за мониторинг, да ја надополниме на онаа мрежа што има како информација овде во Министерството и со едни научни факти да се бориме со загадувањето. На крајот на минатата година, владата најави план за чист воздух за 2019 година. Кои се досегашните ефекти од овој план? Тек ќе ги видиме ефектите кога ќе почнат мерењата од октомври, од грејната сезона. СДСМ во програмата 2017-2020 година вети повеќе мерки за животна средина. Што ве спречува да го реализирате тоа што сте го ветиле како партија? Не спречува ништо. Мерките во принцип институционализирањето на Министерството за животна средина во еден дел кој што сме го ветиле мора да го направиме, тој Фондот за животна средина, е нешто што треба да ги привлече средствата кои што се плаќаат од таксите, еколошките такси по разни основи, да дојдат на едно место и потоа да се дистрибуираат само за еколошки проекти. Со градот Скопје во една координирана активност ги правиме сите задачи, без разлика дали е наша ингеренција или нивна, туку заеднички настапуваме за да надминиме еден период во кој што се бараше која е одговорност или чиви се ингеренциите. Сега заеднички настапуваме, мислам дека тоа е надминато. Го спомнавте Фондот за животна средина. Зошто досега не е формиран фондот со оглед на тоа дека граѓаните годишно плаќаат околу 150 милиони евра од даноци за животна средина? Не се толку, но се средства затоа што да се наполни еден буџет се собираат средства и такси, даноци од различни категории, а за да се исплатат некои услуги што ги нуди државата, се исплаќаат кон некои категории кои што не да генерираат даноци кон државата, за да може државата да функционира. Од друга страна, меѓународните финансиски институции тој фонд го кинале на времето заради или ние сме го кинале по препорака на меѓународните финансиски институции за да не се трупа администрација дополнително за менаџирање на тој фонд. И затоа мојата намера е тој фонд да го институционализираме како финансиски инструмент овде, во рамки на Министерството за животна средина и потоа да се проширува со ингеренциите. Колкав дел од буџетот е предвиден за животна средина? Па тоа има 6 милиони евра, 5 милиони евра кои што се за инвестиции. Тоа се она што ги интересира граѓаните. Во сите министерства вкупно 22 милиони евра постојат за различни проекти поврзани со заштитата на животна средина. Владата очекува отворање на преговорите со Европската унија, а тоа значи и на поглавието 27 за животна средина. Имате ли доволно кадар, например во секторот за климатски промени? Исполнувањето на барањата од поглавието 27 се поприлично како пари побаруваат, предизвик еден, бидејќи можем да дадам еден пример. Во правосудството, како ќе избереме председател на Врховен суд, дали со 2/3 или со просто мнозинство, е административна одлука која што не чини ништо.
колку луѓе во судскиот совет ќе кренат рака да ги задоволиме стандардите со емисиите, штетните емисии, за спречување на штетните емисии во воздух се стотици милиони евра. И затоа кажувам себично гледано ова ќе биде институција која што ќе има многу значење, бидејќи било која европска земја ако сака да го спречи патот на Македонија, Северна Македонија кон неу, може да ги користи деловите од животната средина. И затоа мислам дека тоа е еден добар дел. Она што вие го споменавте, за жал има повеќе сектори, како и другите сектори и во другите министерства, каде што луѓето кои што се обучиле, стекнале знаење од европските фондови, од стандардите кои што се потребни за европски проекти, заминале од министерството или во приватни компании или во други земји. До април 2019 година големата индустрија треба да ги исполни обврските од интегрираните еколошки дозволи. Имате ли увид дали и колку големите компании ги исполнуваат условите за намалување на загадувањето? Па за мене беше изненадување кога дојдов во Министерството за животна средина дека РЕК Битола како еден огромен комбинат и извор на не само на електрична енергија во Македонија, но и на штетните емисии во воздухот, нема интегрирана дозвола. Било неодговорно во минатото да барате од приватните компании да вложуваат, а тоа да не го направите вие како пример, како држава. И затоа веднаш започнавме со усогласување на оперативниот план, врз база на драфт документот кој што беше подготвен од Министерството за животна средина, за во завршна фаза е усогласувањето на оперативниот план. Ме радува што сите ја сватија ситуацијата и роковите кои што некојаш биле замислени и стандардите кои што мора да ги следиме се во една скратена процедура. Примерот со распишувањето на тендерот за електростатските филтри во вредност од 21 милион евра е веќе готов. Од минатата година компанија постои на тендер која што на јавен повик кој што ја регулира прашината која што се јавуваше и веќе немаме такви случаеви на расејување на прашината низ пелагониските полиња. Така да при крај завршуваат, мислам дека сме скоро договорени и за намалувањето на стандардите, но и за скратувањето на роковите за исполнување на стандардите. Останува клучното, но и тоа е влезено во планот. Процесот на десулфуризација, тоа е процес од околу 120 милиони евра, процес кој што е премногу голем и за еден индустријски стопански субјект РЕК, за ЕЛЕМ како државна компанија и се разбира и како државата, и затоа учествуваме, но немаше дилема дека треба да влеземе во тој процес и годинава ќе биде сигурно согласен оперативниот план во патот кон добивањето на интегрираната дозвола. Има 22 мерки кои што им се дадени да ги следат, третманот на води, прашината, зеленилото, се она што чини еден објект. За останатите имате ли увид? Имаме увид постојано. Оние капацитети што се со интегрирана дозвола имаат обврска законска да, например, имаат мониторинг систем кој што го доставуваат овде до Министерството. Заради празниот ход на собранието, ние го чекаме законот за индустријски емисии, тоа е една од обврските што треба да ја направиме и ќе ја направиме, околу што потранспарентно ќе се објавуваат податоците за емисиите што ги емитуваат индустријските капацитети со интегрирана дозвола. Во изминативе години беа одобрени повеќе концесии за изградба на мали хидроцентрали, дел од нив во национални паркови. Зошто не е воспоставена суспензија на вакви проекти во заштитени зони какви што се националните паркови? Практично е направена, бидејќи ние презајавме обврска во заштитените подрачја да нема повеќе мали хидроцентрали. Република Северна Македонија се обврза во една конференција организирана од Европската комисија, каде што беше и комесарот Хан, во Западен Балкан за третманот на малите хидроцентрали. На поанализата на експертите, тие препорачуваат да нема заштитени подрачји, тоа ние ќе го следиме како обврска, но од друга страна тие препорачуваат еден крупен објект како што е Чебрен и верувам дека конечно во нашата држава ќе се собере сили и ќе се влезе во
реализацијата на тој проект. Меѓутоа, владата продолжи неколку концесии на крајот на 2017 година за неколку мали хидроелектрани во Маврово. Не, тие се некои обврски што се направени во последниот повик што е направен. Одговорно тврдам дека во Националниот парк Маврово и во Националниот парк Пелистер нема да се даде концесија за мала хидроцентрала. Зошто според вас државата нема стратешко планирање од типот да биде забранета изградба на енергетски проекти, како што се малите хидроелектрани во Маврово, или пак како што е случајот со рудниците во Источна Македонија, кога државата одобрува десетици концесии за рудници во најземјоделската област во Македонија? Ме прашувате за претходната влада или за нас? Па општо, со што сметате дека немаме... Тоа е очигледно како дежурни виновници ние за минатото треба да реагираме. Значи факт е дека владата предводена од председателот Заев го забрани и го стопира рудникот Казандол. Тоа е факт, тоа е факт. Тоа е факт. Некој го дал, а некој го забранил. На последната седница на влада се формира комисија која што она што е направено до сега да го рекултивизираме и да го вратиме онака како што можеме во природата. Значи, мора да направиме разлика. Дека некои работи се прават онака како што и беше ветено. Меѓутоа има одобрено уште десетици концесии. Еве што конкретно ќе се случува со Иловица? Тоа е процес, кажувам јас, ние мора да сватиме дека дали процесот е согласно стандардите и не е согласно стандардите. Дали тој ги исполнува, ги користи најдобрите светски пракси и техники, онака како што е секаде. Имате примери, еве, за третманот на отпад, инсенератори во самиот центар на Лјубљана, во било кој град во Швајцарија да отидете, во било кој град во Германија. Но тој систем е таков да емитува надвор емисии колку што е дозволено и пропишано. Ние мораме да градиме системи, да не правиме баук од некои системи, дека и да ги не емисуваме од почеток, туку да бараме стандарди. Ако се донесе законот да не се користи цијанидот, нема да се користи цијанидот во новите, оние како што го бара тоа законот. Никој, ве уверувам, дека во оваа влада нема да направи нешто што не е согласно со законот. Господине Макрадули, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.